Релеванс моти ishte kry kjo punë. Po ti ishit ju kush, pra? Две од трите партии кои ги дадоа подписите на СДСМ со цел заев да го добие мандатот во првите 100 дена откако ќе се формира влада, ветуваат дека ќе се ангажираат да почнат нови истраги за, како што велат тие, сомнителните судски процеси. Дуи Алијанса за албанците уште првите денови ќе побараат расветлување на случаите Монструм, Сопот и Диво населје. Со ова се согласува и СДСМ. Законот за албанскиот јазик и сомнителните случаи ќе има рокови, односно во првите 3 месеци треба да започнат истрагите. Политичките затвореници да бидат ослободени доколку има докази дека се невини, истрагите да започнат веднаш, да бидат први на листата на приоритетите. Ги споменавме сите случаи кои се од особена важност, иако не можеме да ги групираме дека еден случај е поважен од другиот. За Куманово побаравме и меѓународниот фактор да биде дел од истрагата за расветлување на овој случај, но целта е овие случаи веднаш да бидат отворени. За случајот Монструм ќе има и собраниски комисии кои веднаш ќе започнат со работа. Има и два други случаи кои не се спомнуваат многу во јавноста, како што се Нешковски и Младенов. За овие три партии мандатот и работата на СЕО воопшто не се ставени под знак прашалник. Создавање на нови услови за работата на СЕО. Секако дека приоритет во првите 100 дена ќе биде СЕО. СЕО и закон за заштита на сведоци. Алијанса за албанците и ДУИ во првите 100 дена ќе се ангажираат за промена на законот за езиците, додека СДСМ ветува укинување на екстерното. Партијата на Заев нема ништо против претседател на собранието да биде албанец, додека од ДУИ велат дека го имаат вистинскиот човек за таа позиција.